Штуни представници на медиумите, според Министерството за внатрешни работи, театарот наречен Детонатор е скоро завршен. Истрагата била заокружена, но виновници останаа само неколку дуќанџии. Иако неколку пати подсетувавме и прашувавме, не добивме одговор за тоа кој е организатор на ова масовно кршење на законите и најважно кој го штител овој организиран криминал. Само за да подсетиме, се работи за преку 1000 покер апарати кои представуваат контингент од 50 шлепери, кои поминале границата незабележено. Не видовме ниту една кривична пријава за некој цариник, раководител во царина, ниту политичка одговорност за првиот човек на царина Ванчо Каргов. Понатаму ова нелегално коцкање се одвивало десетици и десетици дуќани, често во лоцирање на најпрометните улици, кои работеле без фискални сметки, надвор од сите официјални финансиски текови, каде се вртеле милионски суми црни кеш пари. Управата за јавни приходи дури суспендираше 20 инспектори наводно заради Детонатор, кои подоцна се вратија на работа како ништо да не било. Не видовме никаква друга реакција за пропустите на управата за јавни приходи, а секако ниту една кривична пријава за оние кои го прикривале или соработувале со криминалот. Секако нема ни политичка одговорност за директорот на УЈП Горан Трајковски, кој или знаел и го толерирал овој криминал, или не знаел, а морал да знае дека постои. Не видовме нити одговорност за Зоран Ставевски, под чија ингеренција се токму посечените УЈП и царина. Тој одлучи да ги заштити првите луѓе на овие институции, а и неговата политичка одговорност при интерпелацијата, поднесена од СДСМ најмногу заради овој случај, се претвори во обично надгласување. И не само според зборувањето на чаршијата, туку и според зборовите на министерката Јанкуловска и највисоките политички функционери, криминалците од Детонатор работеле во спрега со полициските органи на повеќе од половина од територијата на Република Македонија. Ни тука не видовме кривични пријави, ниту понесување на некаква политичка одговорност. На крајот очекуваме како и се претходно, така и Детонатор да заврши како еден голем пиар театар кој овозможи на власта, спектакуларни изјави, сликања, без вистински епилог. Но сакаме да подсетиме власта, но и граѓаните, дека покрај обидот да се забошати целиот случај, фактите, криминалот не може да се избришат, а некоја друга власт ќе го приспита целиот овој случај.